и она што сега следува е линковско вклучување на нашата Ивана Крстевска-Јаневска. Ивана, добро ти утро. Имаш гостин Дејан Гавровски. Ке зборувате за пешадиски марш од Скопје до Мечкин камен. Поздрав до господинот Дејан Гавровски, председател на Сдруженијето Аманет. Поздрав, Иванче, до тебе и повелете со вашиот утрински разговор. Да, поздрав Ирина до тебе и до сите гледачи кои што ова утро го започнуваат со утринската програма на Алфа телевизија. Ке зборуваме, како што спомена и ти, да, за она што се случуваше се до илитен, односно започна од 28 јули господинот Дејан Гавровски во 18 часот и 15 минути од црквата Свети Спас во Маџари тргна кон Мечкин камен, кон Крушево. Секако нели ја знаеме на традиција која што трае 46 години на Илинденскиот марш, кој што започнува од Лисиче и трае се до Крушево, каде што конјаницата нели неколку денови поминува низ неколку градови и села за да стигнем до Крушево. Ова утро ја споделуваме приказната, односно во прво лице од Дејан Гавровски, ја слушаме неговата приказна. Дејан, јас пред се сакам да ви честитам на храброста која што имате, затоа што сте еден од ретките луѓе кои што решиле да тргнат од Скопје и да стигнат до Крушево за Илинден. Добро утро на гледачите на Добро утро секое утро. Најпрво морам да ве поправам, затоа што јас тргнав во недела во 6 часот сабајле, 6 часот и 15 минути, не во 18:15 утрото. Претходно земав благослов од отец Лазе во црквата Свети Спас претходниот ден на 27 јули. Мотивот беше токму тоа да создадеме една нова традиција, еден пешадиски марш од Скопје, од Маџари, кој ќе тргнува од Маџари до Мечкин камен Крушево. Јас не сум професионален спортиста, јас во млади години сум се бавел малку со бокс, меѓутоа не сум професионален спортиста, редовно не рекреирам и сакав да покажам еден пример дека со големо срце, со голема желба и со голем почит кон крвта која е пролеана за Македонија, може да се тргне и да се стигне далеко. Така, што беше она што ве водеше низ целиот пат, низ што се поминавте додека идевте тие неколку денови? Секогаш има и убави моменти и тешки моменти. Првиот ден ќе го запаметам како ден полн со енергија, каде што професионалниот маратонец кој што има многу маратони европски и светски позади себе, Томислав Спасевски, кој воедно и ме советуваше претходните денови што да јадам, како да се однесувам, тргна со мене и ме следеше до Велешко езеро, каде што ја направив првата пауза, каде што преспав, после 39 километри, многу бава енергија, со возило ме пратеше и ми ги носеше работите мојот вечен кум Ѓоко Николовски, на што му благодарам од срце. Тоа е позитивен ден кој ќе го паметам, прекрасното Велешко езеро, погледот кон Велешко езеро, со возило се гледа, меѓутоа со возило побрзо се поминува, пеш уживаш во тој поглед. Нема никогаш да заборавам кога го поминав Теово, после некаде 90 и нешто километри се спуштав на кај Богомила. Тоа беше некаде околу 19 часот, зајди сонце се појави пред мене, планина од едната страна и силно извикав многу пати Македонијот е сакам, Македонијот е сакам. Никаде немате човек ни километри пред себе, ни километри позади себе. Одев со рана 70 километри, тешка рана 70 километри, меѓутоа пак тоа кажува една психичка стабилност, кажува една решителност да имаш возило кое те прати, а да не му речеш не можам, однеси ме, можам, а ногата крвари. Тие моменти нема да ги заборавам, а и нема да ја заборавам таа македонска гостопримливост, кога од Богомила до Ропотино има 30 километри, има планина, не знам точно сега како се вика, дали Бабуна, дали Богомилска планина, и таа е 1100 метри надморска височина. Јас се искачив со многу повредено стапало. Во Ропотово ме пречекаа луѓе македонци, ме пречекаа луѓе кои што ми го стапија мојот дом, кога ме видоа, јас сам малци емотивно, кога ме видоа во каква состојба сум, значи ми го стапија, буквално домот, цела фамилија трчеше околу мене. Јас морам да погледнам и да кажам дека тоа е фамилијата на Пеце Стојовски од Ропотово,
познат по прекарот Бичот. Неговиот брат Симе беше најупорен да го прекинам тој марш, токму таму за да не ми се случи нешто што не е воопшто добро да ми се случи. Не сакам да употребувам силни термини заради гледачите. Повика доктор, неговата, морам да кажам дека фамилијата на Пеце и жена му и децата, сите бе околу мене, буквално ми остапија, тука имаш за пиење, тука имаш за јадење, се, не можем да кажам, ми го остапија домот. Дојдоа доктор Ивана Стојчевска Димевска и сестра Викторија Јовановска Стевановска, кои беа запрепастени од тоа што го гледаат. Нормално медицински може би си рекол, ово е, не знам што прави човекот, меѓутоа и во нивните очи јас го видов воскитот од таа енергија што беше во мене за да стигнам до Мечкин камен. Не успеав до крај, одев чисто, одев поштено колку што можев. Верувајте, со крајни напори стигна во Ропотово во темница 10:30, значи ништо не се гледаше, тоа е регионален пат кај што само возила поминуваат. И честно се откажав, за мене е исто како да сум стигнат. Верувајте ми, со таа булка 70 километри, а и за многу мои пријатели, луѓе, е исто, како да сум стигнал. Да, секако е за восхит, нели, тоа што го имате изодено токав пат, особено кога си имате, нели, и повредено со рана, но сепак во неса, нели, на Мечкин камен и бевте таму за прославата за Илинден на 2 август, но што ви остави најголем впечаток од вашето патување? Најголем впечаток ми остави упорноста моја. Јас не верував дека, сега не знам како гледачите ова ќе го сватат. Јас, еве, пред гледачите на Алфа телевизија кажувам, следната година да стигне, да тргне некој и да стигне, јас ќе се чувствувам како јас да сум таму и кога ќе стигнам на Мечкин камен, ќе го изгушкам. Меѓутоа, постои опција ова да се повтори. Јас не можам сега тоа да го ветам, затоа што година дена сепак е голем период. Меѓутоа, душата и срцето и сега ми велат дека ќе се обидам, меѓутоа не можам да го ветам. И им благодарам на сите. Тоа што ми останува е силата која што ме водеше. Оваа икона ми ја подари мојата сопруга, Преда Трна Мирјана. И оваа икона, како што менував гачици, нонстоп беше со мене. Особено, па ќе кажам, тој пат од Богомила до Ропотово, каде што имате планина за скачување некаде 7-8 км, мене ми велат 10, еве велам 7-8 км на 1100 метра надморска височина. Тоа беше Божја сила, тоа беше помош да се издржи. Јас им благодарам на сите добри луѓе, да не именувам некој што ми помогна, некои финансиски, некои со потреби кои што ми помогнаа во патувањето, некои со медицински препарати, мачкања и такви работи. Им благодарам од срце и замолувам да се почитува оваа моја жртва, само за да идната година почнеме да создаваме еден традиционален марш. Јас тоа ќе го правам од Маđари, од општина Газибаба. Ако го повторам, верувам дека ќе го повторам, не ветувам, ама верувам дека ќе го повторам. Сега сум многу поблиску, многу по сигурен дека можам да стигнам. Јас овој пат не бев, ни сам не верував дека се тоа можам да го издржам. Со повредена нога ќе кажам 70 километри која пребивав, кај што правев пауза, каде што ја мачкав да ја вратам колку што можев да ја вратам. Имам една грешка што не тргнав, та беше планирано да тргнам со човек кој што ќе ме прати постојано, меѓутоа тоа се откажа и јас немаше да ја оправам ногата, затоа што ногата беше плускавецот се раши и тука без одмор не можеш ништо. Јас веднаш прашав, ми рекоа без 2-3 дена да одмараш, што и да правиш, кога ќе газиш 30 км на незет, ништо не помага. На тоа сум највеќе и среќен и горд што пораката ова не е, како да кажам, манифестација која ќе покажува фолклор. Тука треба здравје, тука треба да се пази цел пат да биде се во ред 30 и нешто километри. Тоа е веќе маратонско одење од 30 и нешто километри дневно кое што е потребно. Ја не верувам дека до таму може без некаква рана да се стигне на таа километража, меѓутоа може тоа малку да се санира. Јас да имав човек, ќе стигнев на Мечкин камен, токму со оваква нога, ама ќе стигнев на Мечкин камен. Меѓутоа, фала му на Господ, фала на Света Петка што ме водеше тие километри, фала на сите добри луѓе кои што ми пишуваа, кои што ми помогнаа,
па ќе кажам ако именувам некого ќе заборавам. Тоа Јас ви посакувам побрзо закрепнување, нели? Да, И секако да ве води ова сила што ја имате, нели, како што си споминавте, дека сакате да направите традиција од овој марш кој што ќе биде, нели, пешки од Скопје до Крушево. Морам и ова да го кажам, да би можел па да го повторам. Сега 10 дена да мирувам, а да стигнам до Мечкин камен со оваква рана, јас пак ќе го повторам. Не се, воопшто немам дилема околу тоа и морам да кажам, еве имате пример на Олимпијадата, една атлетичарка од нашето соседство со скршена нога, скокна норма за олимписко финале. Многу ќе ја паметат по незината храброст, не можеше да гази 15 минути на ногата, а не е во финалето поради повредата. Така да направиме се што можеме да направиме, па ќе кажам ова не е фолклор, ова е само жртва и сум среќен што ја направив таа само жртва за Македонија и верувам дека ќе направиме традиционален марш. Благодарам, Дијан, на одвоеното време. Ние ќе ве поздравиме секако, иако господинот Дијан Гавровски поради повредата и ве не успел да стигне токму до Мечкин камен пешки, но сепак стигнал до селото Ропотово, така што е еден пример за тоа како можеби треба, нели, да гледаат па и новите генерации за тоа како се чествува, како се сака земјата и што се прави, нели, за Илинден и за овој голем празник за Македонија кој што го прославивме во петокот на 2 август. Ивана, ти благодарам за твоето линковско вклучување. Уште еднаш голем поздрав до Дејан. Тој е навистина голем патриота. Сме имале можност и неколку пати ни гостувал овде и во нашата емисија со неговото здружение Аманет.